Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Општината годинава планира за телекомуникацијски услуги во мобилната телефонија да потроши над 72.000 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач е веќе објавен и трае до крајот на овој месец. Близу 4,5 милиони денари, без обврските за данок на додадена вредност, планира да потроши општина Кочани за набавка на телекомуникацијски услуги, односно за обезбедување мобилна телефонска линија за вработените во администрацијата и институциите што се под нејзина надлежност. Според ставките во техничката спецификација на јавниот тендер, предвидено е да се набават 1040 претплатнички линии за мобилни телефони, што за период од 2 години ќе ги користат општинската администрација и институциите и предпријатијата во општината. При тоа, најмногу телефонски броеви, 595, се наменети за вработените во 8 училишта, во градинката и библиотеката. Потоа, 272 за вработените во водовод и 141 мобилна телефонска линија за општинската администрација, територијалната противпожарна единица, Советот на општината и председателите на местните и урбаните заедници. Освен тоа, во соработка со соседната општина Чешиново-Облешево, со оваа тендерска постапка ќе се набават уште 32 мобилни телефонски броеви за администрацијата во оваа локална самоуправа. Обврска на понудувачот на услугата е да обезбеди 6 различни пакети со тарифни модели, при што месечната претплата треба да изнесува 100 денари за 670 мобилни телефонски линии, 150 денари за исто толку линии, 300 денари претплата за 93 телефонски мобилни линии. Останатите 11 телефонски линии ќе имаат претплата од по 400 денари, 102 линии за 500, а за 14 телефонски броеви општината ќе плаќа месечна претплата од по 1000 денари. Во рамки на претплатата треба да бидат вклучени бесплатни минути за разговор кон истата телефонска мрежа, како и интернет сообраќај со соодветен обем на платената цена. Јавниот тендер за избор на изведувач е веќе објавен и трае до 25 април. Услугата би требало да започне да се користи во текот на јули, со оглед што до тогаш трае договорот со мобилниот оператор УАН, со кој пред 2 години беше склучен истиот договор. Полициското оделение за безбедност во патниот сообраќај ќе спроведе акција за засилена контрола на возачите на моторцикли, мопеди и велосипеди со мотор. Ќе бидат контролирани сите учесници во сообраќајот кои не носат заштитни шлемови и не ги почитуваат другите законски правила и прописи. Со подобрување на временските услови забележливо е зголемување на бројот на возачите на моторцикли, скутери, мопеди и велосипеди со мотор, при што поголем број од нив не носат заштитни шлемови или не ги почитуваат другите законски одредби. Поради тоа, од сообраќајната полиција најавуваат дека ќе се спроведе засилена контрола на сообраќајниците во градот и околината, за да се действува превентивно и да се намалат евентуалните незгоди. Во соработка со Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај, надлежните полициски служби редовно спроведуваат вакви акции во текот на април и мај. При тоа, во првите 10 денови ќе има само усно предупредување и укажување на грешките, а по овој рок ќе се спроведува и соодветно казнување. Униформираните полициски службеници распоредени на сообраќајниците во градот и околината ќе преземаат превентивни мерки со цел да се подобри свеста и навиката кај оваа категорија возачи за почитување на сообраќајните правила и прописи. Според анализите од изминатите години, најчести прекршоци што ги прават возачите на мопеди, скутери и моторцикли е возењето без возачки потврди, пред да се стекнат со знаење на сообраќајните правила и прописи, потоа возење нерегистрирани мопеди, моторцикли, трицикли и велосипеди со мотор и некористење на заштитната кацига. Исто така, изведуваат и непрописни дејства за покажување на намерата за промена на правецот на движење со рака или со светлосните уреди. Забележено е дека не се почитуваат и одредбите за еднонасочните улици, односно се вози спротивно од правецот за кој е поставен соодветен сообраќајен знак. За лицата што направиле поголеми прекршоци, според оценка на полициските службеници, ќе бидат повикувани на посебни поуки, на кои ќе бидат приморани да следат видеопрезентации за да се намалат причините за сообраќајни незгоди. Оглас за продажба на градежно земјиште во државна сопственост објави општина Чешиново-Облешево. На 8 парцели што се нудат би требало да се изградат објекти наменети за стопанска дејност.
Локалната самоуправа на Чешиново Облешево објави оглас за пријавување на заинтересирани купувачи за јавното наддавање за продажба на градежно неизградено земјиште, што е во собственост на Република Македонија. Со огласот се нудат 8 парцели, што се наменети за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, односно за стопански комплекс за примарна и финална преработка на земјоделски производи. При тоа, најголемата парцела е со површина од 55.000 метри квадратни и е лоцирана во местноста Свети Атанасиј во катастарската општина Спанчево. За неа вкупната почетна цена е над 3.300.000 денари. На истиот локалитет се продаваат уште 6 парцели со различна површина, што се движи меѓу 3.300 и 15.000 метри квадратни. Уште една поголема парцела со површина од 12.000 метри квадратни, општината Чешиново Облешево нуди и во местноста Кривулица Герен во катастарската општина Облешево. И нејзината намена е за стопанска дејност, а можноста за градба е со околу 63% од вкупниот простор. Почетната цена за половина од сите парцели е 61 денар од метар квадратен, додека за останатите 4 е 130 денари за метар квадратен. Пријавувањето на заинтересираните купувачи за јавното наддавање е до 3 мај годинава. На огласот може да се пријават домашни и странски правни и физички лица, а наддавањето ќе се одржи на 5 мај. Ова е трета поголема продажба на градежни парцели за мало стопанство што го организира општината Чешиново Облешево, откако пред околу нешто повеќе од 5 години се продадоа 6 плацеви за истата намена. Дел од парцелите што се нудат со овој оглас се продаваат по втор пат, со оглед што на претходната објава немаше заинтересирани купувачи за нив. На 29-тиот сајм на книгата во Скопје со издавачката дејност и посебен штанд се представи и Кочанската библиотека Искра. Со свој литературен портрет се представи и роднокрајниот автор Киро Герасимов. На годинешниот сајм на книгата што се одржува во Скопје, свое представување со 2 активности имаше и јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани. На посебен штанд беа презентирани стари раритетни изданија кои што се наоѓаат во собственост на Кочанската библиотека, како и штанд на книги од роднокрајни автори. Интересот на присутите беше голем, зашто зборува и големата посетеност на Кочанскиот штанд. Нашата библиотека оваа година зема активно учество, вклучувајќи се во проектот на библиотеката Браќа Миладинови од Скопје, со наша програма, со наши програмски активности, а тие се состоеа во тоа што библиотеката имаше посебен штанд на кој беа изложени книги во продукција и издаваштво на самата библиотека. На сајмот на книгата Кочанската библиотека се представи и со втора своја активност, а тоа е литературен портрет на роднокрајниот автор Киро Герасимов. Втората активност не помалку важна, би рекол и во поголем ранг, беше литературниот портрет на нашиот автор Киро Герасимов, кој го подготвив јас и можам да кажам дека на самиот портрет имаше големо внимание на публиката. Се представивме пред сите библиотеки од Македонија. Мора да нагласам дека најмногу досега библиотеката Искра има издадено книги од вчерашниот наш роднокрајен автор кој беше предмет на литературниот портрет и промоција негова, Киро Герасимов. Авторот Киро Герасимов, кој зад себе има напишено 54 книги, поезија, проза, како и дела со истражувачка содржина, со силни впечатоци од вчерашниот настап и интересот на присутните. Задоволство беше да се присуствува вчера на сајмот на книгата во Скопје. Посебно да се биде дел од активностите на нашата матична општинска библиотека Искра. Дотолку повеќе што како автор бев воодушевен од интересот на присутната публика на нашиот штанд и интересот за книгите кои беа изложени.
Посебно задоволство ми беше кога на промоцијата на литературниот портрет, салата во која се одржуваше тој, имаше голем број на присутни гости од поголем број на библиотеки и посетители на сајмот на книгата. Ја користам во ова прилика можноста искрено да се заблагодарам на организаторот, Кочанската библиотека, која во многу наврати досега, низ годините минати, била издавач на моите книги, поддржувач, а литературниот портрет, што го подготви библиотекарот Илија Захариев, беше кулминација на сето она што библиотеката, како активност, вчера го презентираше на сајмот на книгата во Скопје. Јавната општинска установа библиотека Искрен од Кочани и понатаму ќе го негува пишаниот збор на роднокрени автори, како и нивна презентација пред пошироката јавност. Со свечена академија што се одржа во салата на Центарот за култура Бели Мугри, основното училиште Малина Попиванова го одбележа својот патронен празник. На бистата на Малина беше положено свежо цвеќе. Основното училиште Малина Попиванова бележи 32 години од своето постоење. Својата успешна работа со учениците, наставниот кадар ја склопи во една убава академија, што ја подготвија учениците и вработените. Во Центарот за култура Бели Мугри настапија учениците од сите оделенија. Се представија со своји точки и игри. Утрово беше положено и цвеќе на бистата на патронот. Основното училиште Малина Попиванова денес слави 32 години од основањето, односно од постоењето на ова основно училиште. 32 години одбележавме со свечена академија која се случи на 6.4. вчерашниот ден. Денес положивме цвеќе од страна на вработените, од страна на Сојузот на борците, од представници од локалната самоуправа и ученичката заедница. Вчерашната академија беше одбележена со издавање на 5-тиот број на училишниот вестник. Во училишниот вестник и во свечената академија беа вклучени скоро сите ученици и сите вработени кои дадоа придонес да ги одбележиме овие 32 години од постоењето на училиштето. Освен секциите кои што функционираат во склоп на училиштето, на свечената академија со своји точки се представи и хорот на училиштето, почнувајќи со изведба на македонската химна. Понатаму настапија ученици од драмската, литературната и јазичната секција. Во Виница беше промовирана книгата Сонсонила Ангелина од авторот Стојко Митковски. Осврат кон промоцијата даде и етномузикологот професор доктор Александар Димитриевски. Големите војсководци како Александар Македонски, цар Самуил, неретко битките за освојување територии ги предвидувале и врз основа на соновите. Сонот е дел од животот, рефлексија на она што е наше секојдневие, а нашите луѓе, посебно по старите генерации, имаат толкувања за секој сон. И токму тие нивни устни анализи од денеска се ставени на хартија или како ново печатено и продолжено издание на книгата Сонсонила Ангелина од авторот Стојко Митковски. Да бидам искрен, многу од соновите се поклупуваат она што се сонува, што се прескачува и само да кажам за споредба, јас за исти сон прашање поставав на повеќе лица. Многу од големите војсководци верувале многу во соновите и они се и дури дали ќе одат на поход или нема да одат на поход некаде за да освојат нови територии, тие се оделе во тоа што ќе сонеле. Имам прочитано дека македонскиот цар Самуил му се прескажало ослепувањето на неговите 14.000 војници на Беласица. Книгата ја препорачувам не да веруваат во тоа, туку да ни биде како опит да ја дали стварно така ќе биде како што е напишано во самата книга и дури и како забава за луѓето, еве да прочитаат, да видат, а луѓето во целина, јас колку што ги знам луѓето, претежно веруваат во соновите, бидејќи сонот е дел од животот. Осврт кон денешната промоција даде и етномузикологот професор Александар Димитриевски. Соновите представуваат дел од секојдневието на луѓето, тие си имаат своје толкување во кај народот и тоа е она кое што макотрпно и всушност и во
се чувствува тоа и уште при првото прелистување, дека биле потребни, бил потребен, ајде да речем, поголем период, не може би и повеќе години, но поголем период за да се сублимира она што денеска го имаме во овој труд, придружено, како што кажав, со едно дополнително објаснување, односно толкување на народните верувања за појавите, и тоа поделено во повеќе темови, поделено за растенијата, за животните, за предметите, за обичаите и луѓето. Народниот толкувач Сонсонила Ангелина практично е едно детално истражување на народните верувања и толкувања на повеќе генерации од наши предци во регионот на Осоговијата, а најмногу во село Истибања. И по втор пат специјална награда за тимот ученици од Основното училиште Никола Карев на меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино во Италија. Станува збор за манифестација од светски карактер, а од Македонија учествуваше само нашето кучанско училиште. Учениците задоволни се вратија од Трст, Република Италија, каде лично им беше врачена наградата. На 13-тиот поред меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино, што се одржа во Трст, Република Италија, учениците од Основното училиште Никола Карев освоија специјална награда. Станува збор за светска манифестација на која што учествуваат училишта и поединци од цел свет. Од Македонија награди доби само Основното училиште Никола Карев од Кучани. Овој успех е за одбележување. Дополнително што учениците од 31 март до 2 април престојуваат таму и беа гости на манифестацијата во дворецот на Дуино во Трст, Република Италија, кога и лично им беше врачено признанието. Ова година настапивме со проектот Моето наследство, кој што го изработија ученичките од 8-1 одделение и таму го представивме пред публиката, односно пред повеќе училишта од различни земји. На овој фестивал втор пат учествуваме и со тоа бевме посебно истакнати како училиште кој што втор пат учествува, и што значи дека доколку еднаш се учествува не значи дека ако имате добар проект не може да учествувате и втор пат, што посебно не даде поттик и посебно не представија како училиште со големи таленти, училиште кое што работи добро на проектите кои што ги тие даваат. Учениците од тимот Ивана Антова, Василија Коцева, Нада Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева задоволни од учеството и од специјалната награда и радосни што имаа можност да отидат по втор пат во Италија за лично да си ја подигнат наградата. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Минатата година пишувавме за природата, темата беше природата, а оваа година пишувавме за нашето наследство. Тие како и секоја година имаат добра организација, а ние оваа година бевме посебно истакнати како учесници по втор пат. Најпрепознатливи на сцената бевме по тоа што носевме мајци со македонското знаме и носевме капи, и кога ги читавме песните беше истакнато македонското знаме како нашето најголемо наследство. Мајците не ги изработија Руен, во кој многу ни помогна и со парични средства и ни возможија да имаме убав настап на сцената. За превод на нашите песни се погрижија наставниците од нашето училиште Никола Карев, Марија Дончева и Панче Атанасов. Во Италија, како главен председател, односно главен организатор, беше Габриела Валера, која ги преведе нашите песни на италијански, за да можеме ние се представиме тројазично. Бидејќи мојата песна беше за земјата и слободата, на крајот од самата манифестација го развијавме македонското знаме, што посебно ја остави посебен впечаток на публиката. Учениците се представија со изработка на своја поетска книга составена од песни на македонски и истите преведени на англиски јазик. Преводот на англиски јазик е на Панче Атанасов и Марија Дончева, професори по англиски, а техничката изработка на книгата на Благој Гранков. Следува информацијата од спортот. Викендов се играат надпреварите во првата фудбалска лига за жени и во третата лига Исток. Женскиот фудбалски клуб Кучани ќе патува во Скопје на средба со Драгон 2014, а Осогово ќе гостува во Берово против Малеш.
Викендов екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе ги продолжи надпреварите во пролетниот дел од првенството со настап во 14-тото коло, во кое ќе гостува во Скопје против Драгон 2014. Поминато неделната победа на домашен терен со АС Юнајтед од Струга, ова гостување за девојчињата на тренерот Оливер Јовановски ќе биде вистинско искушение. Скопјанки во моментот се второ пласирани, а нашиот клуб веќе започна серија од добри игри и резултати во последните неколку кола, така што средбата има големо значење за двете екипи. Со оглед што домашниот тим е во трка со екипата на Истатов за освојување на шампионската титула, може да се очекува дека ќе стори се за да ги оствои бодовите и да ја намали бодовната разлика со својот конкурент. Во моментот, женскиот фудбалски клуб Кочани е на трето место со 16 бода, колку што има и екипата на Атлетико од Битола, но кочанскиот женски прволигаш има далеку подобра гол разлика. Во третата фудбалска лига викендов ќе се игра 23-тото коло, а фудбалерите на Осогово ќе гостуваат во Берово на средбата со Малеш. По победата на жолто-сините минатата недела на домашен терен против Китго Пехчево, се очекува тие да ја продолжат серијата од 7 победи во низа од почетокот на пролетниот дел. Беровчани се 8 пласирани, без амбиција да се вмешаат посериозно за горниот дел на табелата, но можат да бидат незгоден противник и да ги намачат гостите од Кочани. Доколку извојува уште еден успех, Осогово ќе остане во борбата за втората позиција, откако со освоените 48 бода досега се изедначи со конкурентот Плачковица од Радовиш. Инаку Радовишени во ова коло ќе гостуваат во Виница на средба со Слога 1934, која само со 14 бода останува на последното место. Во првенството на првата пинг-понгарска лига ќе се игра 12-тото коло, откако минатата недела се одложи планираното 11-то, во кое пинг-понгарите на Кочани требаше да бидат домаќини. В недела тие ќе гостуваат во Скопје против екипата на Студент. Во ова првенство нашиот тим игра со променлив ритам и со 6 победи и 4 порази досега има 12 бода, со што во моментот се наоѓа на 4-та позиција. Почитувани, со временската прогноза го завршуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.